какво време живее? Во време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал. Кога луѓето, односно кога муслиманите се оддалечиле од динот. Муслиманите го заборавиле динот. Муслиманите се оттргнале од динот. Денеска муслиман, случувањата кои се случуваат во местото во кое живе, во кое работа, неговиот дин ги прилагодви, неговиот дин ке него го прилагодви на тие случувања кои се случуваат надвор. Значи тоа фитне, тој фесад му го прилагодви неговиот дин, односно го прави динот онака како тоа надвор искушење бара. Ова грешка. Еден верник, еден муслиман, треби тие надвор случувања што се случват, да ги прави, да ги обработви онака како динот бара. Место во кое живе, во кое работа, да го направи онака како динот бара. Да гледа со очи на дин, да суди со очи на дин, не да суди со очи на дујна, да суди со очи на разум, со очи на некова аналогија. Секој пат кога ќе направи аналогија, дека ова добро од дин, ова не добро, првиот што направи ваква аналогија, Аллах Джелешану го направи го проколна и го оддалече од неговата милост, а тоа беше шејтан. Направи кија, рече, јас сум подобар од Аве алейхи селам. Него го створи од блато, од тина, од кала, мене не створи од оган, јас сум подобар од него и не му патувам во сежите. Одби наредба на Аллах Джелешану. Го употреби негов разум, негова аналогија изгреши. Првиот што употреби аналогија изгреши. И секој после него, кога тој да рей дин и аналогија, ако прави пред динот аналогијата, неговиот разум, неговото знаење, ќе сгреши, ќе пропадне во дуња живите нешта. Еден верник треба да научи, да се ради на неговите извори Куран и Суннет, кои не пресучле, кои се ризница за секој едно време, кои се спас за секој едно време од пејгамбер алейхи селам до судниот ден се спас. Во све друго, ако бараме спас, пропаднавме и ще го дујне и баба. Иако некои моменти и случувања мој да ни се гнаши од разум да не излажи, дека ова сега од дин не е време да се прави. Не е момент. Те моми твој ум, те лажи твој ум. Секогаш е време за тие. Секогаш е време за тие наредби на Аллах Джелешану. Секогаш е време за тие суннети на пејгамбер алейхи селам. Тие се од секогаш, од време на пејгамбер алейхи селам. Денеска, утре до кијаме секогаш важат. Секогаш кога инсан простои со негова аналогија, негов кијасан го остави во втор план динот, греши. Аллах Джелешану го нареди на Ибрахим алейхи селам. Земај твое дете Исмаил, твоја жена Хаджара и носи ги во Мекка. Денешна Мекка. Тога немаше луѓе, немаше население. Пустина, браќа, пустина. Сонце многу врело, нема вода, нема јагење, нема дрво, нема ценка. Аллах Джелешану рече, остави ги во ова место. Што е ли твоја аналогија и моја аналогија? Имате услови за животот. Мој ли да преживе тој? Пустина, ништо нема, само санце. Ако ја ти судиме со аналогија, пропаднаме. Ама Ибрахим алейхи селам, Аллах Джелешану му нареди и прво го кладе неговиот дин, а второ, трето таму негов разум. И негова жена му рече дали Аллах Джелешану ти нареди, кимна со негова глава, да, Аллах остави. Аллах Джелешану го даде земја. Направи да имат услови за живот, зашто послуша наредба на Аллах. А ја и ти денеска е време, ова наша аналогија, наш кијат. Ова не е за ова време. Ова не е за ова време и динот цел не е за ова време. Но дин. Нева. Аллах Джелешану кога му рече на Муса алейхи селам, земај го народ од Фираун, Бено Израил. Овие глупјани. Земај ги од Фираун, ги спаси. Носи ги со тебе. Ги спаси од Фираун. Ги убиваше нивни машки деца, ги убиваше. 70.000 куби во еден ден и ги убиваше.
робови и да ги спаси. И кога дојдоа во место пред ними море, од две страни ни планиње барда, позади Фираун дојде со војска. Што рекла Јахуд? Каде ме носиш, ја Муса? Види аналогија што прави. Види овој разум твој и мој што прави. Забрана Аллах ги спаси. Керна, рече Муса, никако! Аллах Желешану е со мене. Аналогија што вели? Аллах Желешану рече на Муса, а Муса удри со својот аса, со својот став. Удри, каде да удри? По Фираун, долика во Фираун да го уништи. Не. Керам. Попаѓи за удри во вода. Там 12 патишта. За секој една племе, за секој една фирка, па. Ова е ти кога го следиш дино на Аллах, помошта вреша на Аллах, ин тансуруллаха јансурукум, ва јусеббит акдамакум. Ако Аллах го помогнете, Аллах ќе го помогне на вас. Аллах нема потреба за наша помош, ние имаме потреба за помош од Аллах и ќе не ги засраси наши стопарки, ама ако верниме во Аллах, ако верниме дека Куран и Суннет се хак, треба да ги следиме без без никакво негација на ништо. Само вака можеме да успееме. Секогаш ако го гледа наш разум, ова не е за ова време, ова не е за ова време, не бреша. После пегамбар алейхиссалам, смрт на пегамбар алейхиссалам, за све е време. Ова един дојде и само ќе комплет. Ако сакаш ти да измислиш други дни, е твој проблем. Ти имаш проблем со објава.